вестите на Канал 5 за темите и содржините на денот, повеќе од Маја Дамјановска, која е вечерва со мене во студиото. Маја, денеска ден на жалост во Македонија. Да, така, Тања, денеска е ден на жалост. Роднините и колегите попладнево се збогува од пилотите кои загинаа пред 4 дена. Тоа и истрагата околу несреќата се една од темите на кои ќе се осврнеме денеска. Ќе зборуваме и за посетата на Нуланд во Македонија и секако ќе направиме резиме за светското првенство во Бразил. За тоа со својот гостин, колегата Зоран Цветановски, ќе ни каже повеќе, а за политика ќе зборуваме со колешката Јулијана Николовска. Тажно беше попладнево на гробиштата во Бутел, каде што роднините, пријателите и колегите се збогуваа од тројцата трагично загинати пилоти кои настрадаа при пат на нивниот хеликоптер во Струмица. Во низок лет хеликоптерите го надлетуваа нивното вечно почивалиште како признание за се она што како врни професионалци придонеле за земјата. Вчера во Куманово беше погребан и нивниот колега Маријан Трајковик. Во Македонија денеска е ден на жалост. Од копно и од воздух. Последен поздрав им упатија колегите на загинатите пилоти, Драги Мицев, Илјо Лопатички, Тоде Орешков, кои денеска беа погребани на гробиштата во Бутел. Со највисоки државни почести беа испратени во вечноста. Како што животниот пат често ги водеше заедно во височините, така и денеска заедно пилотите тргнаа на последното патување. Од нив се простија најблиските, пријателите и колегите. Својата добрина ќе пренесеме на идните митеви, оно што ти го бараш од нас, ние ќе го завршиме, затоа што твојот и нашиот продолжува. Тоше, никогаш нема да ги заборавиме моментите поминати во твоето друштво и советите кои ни ги даваше како сопруг, родител, брат, пријател. Ќе продолжиме да се сеќаваме на тебе и чувството дека си покрај нас ќе остане да не бодри понатака. Брат наш Илче, прераната смрт ќе ги одзеде твоите соништа, твојата младост, твојата среќа и среќата на твоето семејство. А нас не ги одзеде човекот кој беше пример за човечност, несебичност, оптимизам, пример за сопруг, родител, пример за пријател. Загубата е огромна, најголема е за семејствата, но и за полицијата и за државата. Колегите од МВР им се заблагодарија на нивната пожртвуваност и посветеност и им одадоа почит за нивната подготвеност да одговорат на сите предизвици, кога од нив тоа го бараше татковината. Од нашите митска точка Иле научивме дека животот е вечна борба. Кога имавме најубави моменти да се радуваме и да уживаме, а кога сме тажни и несречни, мораме да најдеме храброст да се исправиме и да продолжиме да чекориме по вистинскиот пат. Ви благодариме што бевте дел од нашите животи и не научивте на вистинските вредности во летањето и животот, што како аманет ќе го пренесуваме на сите наши колеги. Почивајте во мир и нека ви е вечна слава. Пред последното збогум, утрово во соборниот храм во Скопје се одржа опело за загинатите пилоти. Тешка е секоја загуба, но најтешко е кога ќе заменат најдобрите и најправедните. А такви беа Драги, Тоде, Илјо и Маријан, рече архиепископот господин Стефан. Во животот на секој човек, особено христијани, мерка се добрите дела и живеењето по законите и заповедите Божји, и затоа се вели не колку, туку како се живеат. Покојните наши пилоти беа личности, како за такви сами ги говореа и ќе говорат сите кои што ги познава и соработува, кои што им аплаудираа боледувањата и следувањата, кои што им се восхитуваа на храброста и трезветноста, на човечноста и добродушноста, на патриотизмот и на добријата. За семејствата нема утеха. Со смртта на Маријан, Илјо, Тоде и Драги, во само еден момент, во пепел се претворија сите нивни планови за иднината.
Црните кутии од паднатиот Ми-17 одат кај руски експерти. Тие ќе ја донесат одлуката дали анализата ќе ја направат тука или црните кутии ќе бидат испратени во Русија. Од формираната 11 члена комисија која ќе ги утврдува причините за трагедијата ќе зависи дали ќе се отвори кривична истрага или трагедијата ќе биде прогласена за несреќен случај. Меѓу првите прашања на кои треба да се најде одговор е дали кобната антена на радиодифузија била прописно осветлена и одбележена и колку таа била причина за трагедијата. Црните кутии од паднатиот хеликоптер Ми-17 ќе ги преслушуваат и анализираат руски експерти. Така е предвидено со договорот за купување на полициските хеликоптери во 2009 година, велат за Канал 5 добро информирани извори. Сега од одлуката на рускиот производител ќе зависи каде таа анализа на црните кутии ќе биде направена. Дали во Русија или пак руски експерти со потребната техника ќе дојдат во Македонија да ги преслушуваат црните кутии. Договорот за купопродажба предвидел дека во случај на несреќа одлуката ќе ја донесат руските представници на производителот. Детали за досегашната истрага се уште нема. Државниот обвинител Марко Зврлевски за Канал 5 вели дека е рано за било каква информација во комисијата која го истражува падот на хеликоптерот. Меѓу 11-мината членови е и струмичкиот обвинител кој го вршел увидот по несреќата. Во обвинителството во Струмица, иако побаравме контакт со обвинителот, кратко ни беше соопштено дека случајот се истражува и обвинителот во друга прилика ќе контактира со новинари. Во зависност од одлуката на комисијата зависи дали од предистражна постапка ќе се отвори кривична истрага на обвинителството или трагедијата ќе биде прогласена за несреќен случај без да се бара кривична одговорност. Меѓу одговорите кои веќе се бараат се и дали кобната антена на радиодифузија во која удрил хеликоптерот била прописно осветлена и одбележана и колку грижата за 120 метри високата антена била причина за трагедијата која ги однесе животите на четворицата пилоти во четвртокот навечер. Јас хеликоптер не можех да го видам, нели, дека и како, ама кога удрила антената видех антената искри чина и авионот за минут падна доле. Јас од терацата гледах и мислеах дека нешто буче вонка без светло, немаше никакво светло и едно време го гледах може 7 до 8 минути без светло летавам. И едно време падна најверојатно удрило таа антената или барал помош негде да слета. И не се гледаше ништо, немаше ни осветлен, не беше ништо. Само чујах кога удрила антената, видех искри веќе отлетна и хеликоптерот одма падна. По падот хеликоптерот на земја експлодираше, а според податоците на МВР, Ми-17 бил редовно сервисиран и одржуван според процедурите. На него дополнително биле вградени украински турбомлазни мотори и израелска опрема за ноќно летање. Министерката Енкуловска првиот ден по несреќата изјави дека пилотите не пријавиле никаков дефект за време на кобниот лет. Бошковски не успеа да направи селфи, но направи шоу во судницата.